Најнапред, велосипедот, сакам да истакнам дека е едно од енергетски најефикасните превозни средства и 3 пати поефикасно дури од пешачењето и 35 пати поефикасно превозно средство од моторното возило. И затоа ние како Совет мора да им овозможиме на граѓаните услови да го користат велосипедот не само за рекреација, туку воопшто како превозно средство, односно ние како Совет да се сложиме дека не се енергетски ефикасни само фасадите, прозорците, осветлувањето, напротив и превозот е тој кој што овозможува енергетска ефикасност. Понатаму, може некој да аргументира дека имаме најава за нов генерален урбанистички план, дека превозот може да се регулира во рамките на генералниот урбанистички план, меѓутоа, верувајте, и утре да се отпочне изработката на генералниот урбанистички план и законските оние минимуми кои што се потребни се 36 месеци, а ние не смееме да дозволиме граѓаните на Битола уште најмалку 36 месеци да чекаат да се започне да се работи на велосипедската мрежа. Мораме веднаш, промптно, да им овозможиме на граѓаните услови за возење на велосипед и секој од нас тоа може да го направи на свој начин. Јас избрав преку иницијатива за формирање на ваква работна група и при тоа сакам да истакнам дека и во тој поглед се трудиме да бидеме рационални. Зошто? Затоа што исто така сведоци сме дека додека решаваме едно прашање, другите прашања трпат. Не сме доволно брзи и ефикасни, па затоа во рамките на иницијативата предложив да биде истата иницијатива, истото работно тело кое што беше предложено да работи на подобрување на пешачката сигнализација, само дополнето со представник од општинската администрација и представник од СВР, кои што сметам дека можат многу да придонесат по ова прашање. И конечно, сите вие сте сведоци дека се согласивме со градоначалникот Коњановски дека Битола мора да биде велоград и ова е уште една подадена рака заедно за граѓаните да ја направиме Битола велоград. Затоа на ова работно тело, на општинската администрација, односно на општина Битола, давам на подарок уште еден развоен план за развој на велосипедскиот сообраќај, испратен ви беше на имејл, можете да го погледнете. Јас верувам дека правилно ќе се искористи и ќе замолам сите да влијаеме да во иднина ниту еден проект не помине низ овој Совет, а да при тоа не биде добро и детално имплементирана велосипедската инфраструктура во тие проекти.